Продолжуваме со снимањето на видеата за падежот генитив во германскиот јазик. Ова е вториот дел од предавањето и ако не сте го гледале првото видео, прво гледајте го него, бидејќи сите делови од ова предавање се поврзани меѓу себе. Ова е последниот падеж кој ќе го учиме за германскиот јазик, а првите 3 падежи веќе ги имаме учено во предавањата од ниво A1. Die Fehler im Deutschen, генитив. Падежи во германскиот јазик, падеж генитив, дел 2. Како и кај другите видеа, така и во ова, за почеток ќе споменеме што треба да повторите, за полесно да го научите ова видео. Се разбира, бидејќи го учиме последниот падеж, можете да ги повторите трите предавања од падежите номинатив, акузатив и датив, кои може да ги најдете во A1 ниво плейлистата. Потоа, повторете за присвојни заменки или членови во германскиот јазик, исто во ниво A1, за деклинација на придавките, односно предавањето за придавки, вториот дел, во предавањата од ниво A2. И за падежот генитив, видеото кое го снимавме претходно, односно првиот дел. Продолжуваме понатаму, кои падежи во германскиот јазик ги знаеме. Тоа се номинатив, акузатив, датив и падежот генитив. Во ова предавање учиме за генитив. Што ќе учиме во предавањата за падежот генитив во овие неколку видеа. Ќе ги повториме накратко сите падежи за споредба, потоа што е генитив и кога се користи, следно лични заменки во генитив и род на именките во генитив. Овие отточки ги учевме во првиот дел од предавањето. Потоа, присвоен член или присвоени заменки во генитив, деклинација на придавките, глаголи во генитив, класични и односни реченици во генитив и предлози во генитив. Во овој дел, односно во вториот дел, ќе учиме за присвоени членови, деклинација на придавките и за глаголи во падежот генитив. А сега за почеток да повториме за падежите во германскиот јазик. Die Fehler im Deutschen. Кои падежи ги знаеме? Тоа се 4. Падежот номинатив или прв падеж, акузатив или четврт падеж, датив трет падеж и генитив или втор падеж. Со ова предавање за генитив ќе ги имаме научено сите 4 типови на падежи. Падежот номинатив знаеме дека е оној која врши активноста во реченицата. Одговара на прашалниот збор веа или кој и вас или што. Падежот акузатив е оној врз кој се врши активност, значи е трпителот на дејството. Одговара на прашалните зборови вен, за кого, или вас, што. Датив или третиот падеж е оној кој е индиректно поврзан со активноста и тој одговара на прашалните зборови вем или кому и во или каде. И генитив како последен падеж кој ќе го учиме е оној кој поседува нешто при активноста.
одговара на прашалниот збор весен или чиј. Да видиме пример со слика. Во акузатив, гледајте ја левата слика. Where is das? Кој е тоа? Das ist Tim. Ова е Тим. Значи номинатив одговара на прашалниот збор во случајов where или кој. Was hat Tim? Што има Тим? Tim hat ein Geschenk. Тим има подарок. Акузатив одговара на тоа што или вас. Значи што има Тим? Тим има подарок. Датив, wem gibt Tim Geschenk? Кому му дава Тим подарок? Tim gibt Thomas ein Geschenk. Тим му дава на Томас подарок. Во левата слика со плава боја е означен Тим, со црвена боја акузатив е подарокот и со зелена боја ни е Томас во случајов датив, кој е индиректно поврзан. Десната слика ќе ни опишува падеж генитив и тоа весен Geschenk ist teuer, чиј подарок е скап. Das Geschenk des Tims ist teuer. Подарокот на Тим е скап. Во десната слика со жолта боја ни е означен Тим, а со плава боја подарокот кој во случајов е номинатив. Значи подарокот припаѓа на Тим, поради тоа Тим поседува нешто при активноста, па тој ни е генитив во реченицата. Одиме понатаму, продолжуваме со подточките за генитив и тоа присвоен член во генитив или посесив артикел, им генитив. Ќе опишиме една табела во која ќе ги имаме прво, второ, трето лице еднина, прво, второ, трето лице множина, поделено во машки, женски, среден род и плурал или множина. Присвоени членови за останатите падежи може да ги повторите во предавањата за соодветниот падеж во ниво А1. За машки род, прво лице еднина, имаме мајнес или мој. Освен тоа што имаме присвоен член мајнес, значи додавање на буквата S, ќе имаме и Е или С на именката како суфикси. Дајнес или твој, исто со С или С. Зајнес за трето лице еднина, машки род и среден род. Негов и ирес или неизин, трето лице еднина, трето лице еднина за неа. Прво лице множина имаме унзерес плюс додавање на С или С на именката. Кога се додава С, а кога се додава С, зависи дали именката е составена од еден слог или повеќе слогови. Подетално за тоа може да го гледате предавањето за генитив првиот дел. Второ лице множина, ојрес или ваш, и трето лице ирес или нивен, и ако зборуваме формално, ирес или ваш. За женски род присвоените членови се следните: мајна или моја, дајна твоја, зајна негова за машки и среден род, ира неизина за женски род, прво лице множина, унзера наша, ојра ваша и ира нивна и ира ваша.
За среден род, присвоените членови се исти како за машки род. Значи мајнес или мое, дајнес твое, зајнес негово, ирес неизино, унзерес наше, ојрес ваше, ирес нивно, и ако зборуваме формално, ирес ваше. За множина е исто како за женски род. И тоа мајна, мои, дајна, твои, зајна, негови, ира, неизини, унзера, наши, ојра, ваши, ира, нивни и последно ира, ваши. Забележете дека машки среден род има исти присвоени членови, а женски род и плурал или множина имат исти присвоени членови. Ке прочитаме неколку реченици за да стани појасно. Er freut sich seines Autos. Тој си се радува со неговиот автомобил. Во оваа реченица ауто ни е das Auto, значи е среден род. Според тоа имаме seines плюс додавање на буквата С на именката. Das ist die Katze unseres Freundes. Ова е мачката на нашиот пријател. Да не ве буни тоа што имаме Freundes, па да помислите дека зборуваме за множина. Freund ни е машки род. Das ist die Katze meiner Eltern. Ова е мачката на моите родители. Во оваа реченица зборуваме во множина, бидејќи Eltern или родители се множина, па поради тоа мајна ни значи мои. Која е разликата меѓу персонал прономен или лични заменки и позесив прономен или присвојни заменки во генитив? Бидејќи, ако го гледавте и првиот дел од предавањето за генитив, сигурно забележавте дека имаат сличности. Личните заменки не се деклинираат, а присвојните заменки се деклинираат. Деклинацијата на присвојните заменки во женски род и множина се слични со личните заменки. Постои разлика сепак во прво и второ лице множина. Да споредеме, од левата страна имаме лични заменки, а од десната страна присвојни заменки или присвоен член. Во еднина имаме комплетно исти. Во множина за персонал прономен имаме унза, ојра, ира и ира. А кај посесив прономен имаме унзерер или наши, ојра, ваши, ира и ира. Значи кога зборуваме за женски род и множина, ова важи само за женски род и множина, имаме сличност, разликата е само, како што гледате, обележана со црвени букви во прво и второ лице множина. Продолжуваме со вториот дел, das Adjektiv Deklination im Genitiv или деклинација на придавките во генитив. Оваа табела ќе ни стои тука за повторување. Да видиме како се деклинираат придавките. Во левата табела долу ќе имаме деклинација на членувани именки, а во десната табела долу за нечленувани именки. Членуваните именки ни се за машки род des, за женски род dea, за среден род des и за множина dea. Деклинација за машки род имаме n, значи се додава
буквите N на придавката, например, des roten rokes. Во овај случај, рот или црвено ја декларираме со додавање на буквите N, а des rokes ни остануваат според истите правила. Des ни е за машки род и rokes имаме додавање на E и S буква, зависно од тоа каква ни е именката. За женски род деклинацијата исто ни е N, например, der alten Frau. За среден род имаме деклинација N, например, des neuen Buches или новата книга. И за множина деклинацијата ни е исто N, der alten Häuser или старите куќи. Забележувате ли дека деклинацијата на начленувани именки за машки, женски, среден род и за множина ни се прави на ист начин. Останува само да ги имаме научено членовите и дали се додава С или С на именката ако е за машки или среден род. Кај нечленувана именка имаме слични правила. Машки род eines, meines, keines, женски род eine, meine, keine, среден род ист како машки род и за множина meine или keine. Деклинацијата се прави на следниот начин. За машки род N, например, meines neuen, мојот нов. За женски род исто N, например, eine gelben или една жолта. Среден род исто имаме N, например, eines schönen или едно убаво. И единствена разлика во сите овие деклинации ни е множината кај нечленувана именка, каде што деклинацијата е еа, например, keine neue. Ова беше деклинацијата за членувана и нечленувана именка, а сега ќе прочитаме повеќе примери за да стане појасно. Бидете сигурни дека деклинациите за придавките во останатите падежи веќе ги имате научено, бидејќи имаат многу сличности и може да се мешаат. Прва реченица. Ќерката на мојот нов сосед е болна. Die Tochter meines neuen Nachbars ist krank. Neuen во оваа реченица ни е деклинација. Бидејќи зборуваме за соседот, кој ни е во машки род, имаме додавање на N. Автомобилот на еден стар човек е жолт. Das Auto eines alten Mannes ist gelb. Добри оценки на крајот на досадната учебна година. Gute Noten am Ende des langweiligen Schuljahres. Ќерката на мојата луда наставничка е иста. Die Tochter meiner verrückten Lehrerin ist gleich. Следна реченица. Квалитетот на ефтиниот фустан е недоволен. Die Qualität des billigen Kleiden ist ungenügend. Во оваа реченица зборуваме во среден род. Цената на сладките колачи е 10 евра. Der Preis der süßen Kuchen ist 10 euros.
Овде имаме множина. Планот на паметните родители е добар. Der Plan der klugen Eltern ist gut. И последна реченица за деклинација на придавките во генитив. Пријателите на моите богати родители се побогати. Die Freunde meiner reicher Eltern sind reicher. Во оваа реченица го имаме зборот reicher два пати, но со различно значење. Првиот збор reicher ние придавката богат деклинирана во множина. Поради тоа се додава er. А во вториот збор reicher, кој ни стои на крај на реченицата, имаме придавка која значи побогат. Значи, имаме степенување на придавките. Научивме за членувани и нечленувани именки, деклинација на придавките, ни останува уште третиот дел од типовите на деклинации и тоа за именка без член. Деклинација за машки род en, за женски род еа, за среден род исто како машки род en и за множина исто како женски род еа. Например, süßen Kuchens или сладок колач, kleine Banane, мала банана, neuen Hauses, нова куќа во среден род, во германскиот јазик спаѓа, и во множина süßer Kuchen. Имаме сладки колачи. Забележувате ли дека Kuchens ни е во машки род, а Kuchen во множина. Тоа е така од истите правила што ги кажавме претходно. Во машки и среден род имаме додавање на буквата С или С на именката. Во примерот, Kuchen ни е по случајност даден и за множина, но за множина немаме додавање на С или С. Да не ве буни. И третиот дел од предавањето во ова видео ни е за генитив, вербен или глаголи во падежот генитив. Ке прочитаме поголем број на падежи кои можат да се користат во генитив, а некои од нив се користат и во останатите падежи. Ке имаме видео во кое посебно ке учиме за падежите и глаголите во нив. Кој глагол во кој падеж може да се користи, а кој глагол се користи во повеќе падежи. Сега да прочитаме за падежот генитив. Anklagen обвинува, annehmen прифаќа, bedenken размислува, bedienen обслужува, bedürfen затребува, befleißigen се потрудува, begeben упатува, belehren поучува, bemächtigen совладува или освојува нешто, berauben се лиши од, beschuldigen обвинува, besinnen се освестува, bezichtigen обвинува исто, brauchen има потреба од, entbehren трпи, entraten напушта или одзема нешто. Продолжуваме со втора табела.
Enthalten се воздржува. Entschlagen осудува. Entsetzen ужасува. Erbarmen сожалува. Erfreuen израдува. Erinnern се присетува. Ermageln дави. Erwehren спротиставува. Fürchten се плаши. Gedenken спомнува. Gehen оди. Харен изчекува. Lachen се смее. Leben живее. Pflegen негува. И rühmen слави. Ке прочитаме уште неколку глаголи и завршуваме со ова предавање. Шемен се срами. Шпотен подбива. Sterben умира. Überführen претвора. Unterrichten обучува. Unterziehen се подложува на. Verloren наградува. Verweisen опоменува. Verdächtigen осомничува. Falten управува или владее со некој. Würdigen цени или удостојува. Има уште многу глаголи кои можат да се користат со генитив. Сметам дека е доволно со овие примери што ги прочитавме. Ако ви се допаѓа видеото и сакате да ни дадете поддршка, кликнете лайк, кликнете subscribe, активирајте го звончето за нотификации, следете не на Instagram и предложете го каналот на друг кој сака да учи германски јазик целосно бесплатно. Се гледаме во следното видео.